А во продолжение ќе зборуваме за подвиг, за истрајност и визија што ја надминуваат спортската рамка и стануваат дел од националната историја. Во годината кога светот одбележува 150 години од првото маратонско препливување на Ла-Манш, Македонија повторно има повод за гордост. Нашиот маратонец Евгени Попацев стана петтиот македонец што го совлада еден од најтешките спортски предизвици во светот, тоа е каналот Ла-Манш. По тој повод му беше доделена наградата Нико Нестор, пливање за мир, награда што го носи името на пионерот на македонското маратонско пливање и првиот македонец што го препливал Ла-Манш далечната 59. Но не само првиот македонец, тогаш и првиот југословен и првиот човек зад железната завеса што го препливал каналот Ла-Манш. За наследството на Нико Нестор, за фондацијата што го носи неговото име и за визијата која денес живее преку младите и спортот, утрово имам чест да разговарам со Викторија Нестор, негова ќерка и дел од фондацијата Нико Нестор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата, Ване. Честа е наша, навистина што ви имаме тука, живеете, работите, функционирате во Лондон, вашето семејство е тука, ми кажавте дека доаѓате често и навистина се радувам што ќе имаме можност следниве минути малку да поразговараме со вас. Ајде да почнеме поред, кажав 150 години светот одбележува од првото препливување на Ла-Манш. Какво значење има фактот што токму во оваа година уште еден македонец го оствари овој подвиг? Па, Ване, благодарам прво на честа. Оваа година има исклучителна символика, затоа што се навршуваат 150 годишнина од првото препливување воопшто на каналот Ла-Манш од капетанот Матју Уеб. Во оваа исто година нашиот пливач, македонскиот пливач Евгени Попацев го совлада Ла-Манш, имаше едно неуспешно покушај пред неколку години, пред 2 години. Но кажа дека ќе се врати повторно. Да, рече дека ќе се врати повторно и успешно го преплива оваа година на задоволство на сите нас. Меѓутоа, подвигот на Евгени Попацев не е само личен успех, туку е национален момент за гордост. И токму во оваа година и македонската историја се впишува, македонски пливач се впишува во историјата на светското пливање. И затоа е толку значителна таа символика. Затоа што, знаете како, Ла-Манш е еден сон за многу маратонци од светско ниво. Еден сон во кој се соочувате со непредвидливи води, со струи, со непредвидливо време и бара исклучителна физичка, но и ментална подготвеност. Така да многу е значајно за нас што еве баш во оваа година Евгени Попацев го совлада каналот. Да, и се го обезбеди местото во македонското маратонско пливање, така, ќе се согласите со мене, како што и кажавте во одговорот. Наградата Нико Нестор пливање за мир му беше врачена во Довер, така? Какво беше? Во Довер прво сакав да се надоврзам на ова да кажам дека мора да се спомена тука. После првиот беше што го преплива во 1959 година. Нико Нестор. 10 години потоцна Атина Бојаджи го препливува. Само ќе се подсетам да не сгрешам нешто. Секако јас на тоа инсистирав, бидејќи тоа се важни, нели, секако податоци, а тука рефлекторите, камерите си прават и малку позитивна тензија, така да убаво. И јас си имам, еве, видете, си се подсетувам. Така да прв значи што успел да го преплива е Нико Нестор во 1959 9 септември. Следува Атина Бојаджи 10 години подоцна и од поново време Ла-Манш го има совладано Томи Стефановски во 2009. Една година подоцна Игор Димовски и годинава Евгени Попацев. Значи, овој подвиг се покажува дека македонската традиција во маратонско пливање не е нешто од минатото, него не е случајна, туку е континуирана традиција, жива е традицијата и должна е за една почит. Така.
Сега да се вратиме на наградата. Му беше врачена во Довер. Да ни опишете атмосферата на свеченоста, кои личности присуствуваа на овој настан. Во име на Евгени Попацев, вие примивте наградата, потоа ќе ги спојам овие две прашања за да убаво ни раскажеше што тој момент значеше за вас и емотивно и символично. Тој момент беше многу емотивен, символичен, затоа што морам да кажам дека Евгени Попацев е познат на маратонското пливање уште поодамна. Тој е инаку, пак ќе се потсетам, за да не сгрешам, затоа што има многу трофеи освоено. Тој е македонски маратонски пливач со мислам дека има најголем број трофеи. Он е трикратен светски шампион и долгогодишен учесник и победник на Гран При трките. Тоа ви се како во тенисот што се рангираат тенисерите, исто во маратонското пливање, што повеќе имате такви трки, тоа е подобро. Така да во рамките на светската институција на пливањето Евгени Попацев е веќе познато име. Го преплива Ла-Манш за 9 часа и 43 минути, што е одлично време, и ја продолжува традицијата на македонските пливачи. Во Довер секоја година на првата сабота во ноември се одржува свечена манифестација на која им се одава признание и почит на тие што го совладале, многу и не го совладуваат Ла-Манш, меѓутоа на тие што го совладуваат им се одава должна почит, се здобиваат со сертификат и исто така на таа вечера има и награди. Награди има за најбрзо пливање, за најстар пливач, за најмлад пливач, за и пливач кој е во најлоши услови и така натаму. Повеќе категории. Повеќе категории. Меѓутоа, тука беше присутен кралот на Ла-Манш, кој е Майкл Рид, на кој тој е председател на Асоциацијата на каналските пливачи, на кој му е додаден орден од кралицата за британската орден од редот на британската империја. Значи, тој е редовен гостин кај кралицата беше на вечери и така натаму. Друг гостин беше градоначалничката на Довер. Фактички, таа ја додели наградата, мене јас ја примев во име на Евгени Попацев. Како се чувствувате тогаш? Многу беше, мислам се чувствував горда, затоа што ја примив наградата со една исклучителна гордост и одговорност. Да се продолжи името на маратонското пливање, традицијата на македонското пливање што започнала со Нико Нестор. Предпоставам гордост затоа што и така сте растеле. Сте растели исто приказните на вашиот татко. Јас сега со следно прашање ќе се вратам повторно на таа 59-та година. Вашиот татко го препливува Ла-Манш од Франција кон Англија, така? Тоа е правецот. Колку бил тежок тој подвиг во тоа време? Како се подготвувал за него? Што има раскажувано? На што се сеќавате низ годиниве? Да ни споделите. Може би некоја анегдота, ако се сетите додека зборуваме. Ние растевме, јас и брат ми растевме со пливањето, со Охридскиот маратон. Значи, кога ќе дојдевме тука, кога ќе почна припремите со Охридскиот маратон, он беше голем хуманист и го возобнови Охридскиот маратон. Ги научи моите деца да пливат, нас да пливаме, да го сакаме езерото, да го сакаме Охридското езеро пред се, да го сакаме спортот, дисциплината и пливањето. Така да можам да кажам дека имаше многу анегдоти кои ги раскажуваше, меѓутоа би сакала само споредбено да кажам какви биле припремите во тоа време. Значи, без логистика, без GPS, во сладки води се припремал за препливување во солена вода, во Ла-Манш. Така да според денешни стандарди, без логистика, без модерна опрема... Никој не тргнува на таков подвиг. Не се осмелува. Не се осмелува на таков чекор, но огромна не само волја и љубов кон пливањето, меѓутоа и дисциплина. Тој беше многу дисциплиниран.
Меѓутоа беше еден човек што сакаше не само младите да се занимаваат со спорт ради кариера, туку пред се ради аматерскиот, тој беше остана до крај аматер во својата од финансиски поглед, да кажеме. Меѓутоа професионално како како спортиста. Так. Сега во време кога тогаш пливањето било на кратки дистанции, господинот Нестор е имал визијата за маратонско пливање. Можеме ли да кажеме дека токму тој е пионер на маратонското пливање кај нас? Ја споменавме и информацијата и фактот дека го возобновува исто така Охридскиот маратон. Нешто што порано навистина се случувало во големи рамки, свечени рамки. Кажавте во 60-тите години присуствувал и принцот од Саудиска Арабија, така? Да, тоа беше голем... Во публика, јас навистина ете како податок, тоа не сум го знаел и навистина кога ги слушам овие податоци, криво ми е зошто повеќе не си се цениме себе си, повеќе не зборуваме, па и ние на медиумите повеќе за овие приказни, за овие факти, бидејќи времето поминува, не смееме да дозволиме да се заборават. Не смееме да дозволиме. Како и во науката, така и во спортот. Јас инаку се занимавам со едукација и морам да кажем паралела да направам дека во науката и во спортот е еднакво битно да вие ги градите своите стандарди на што се вика на рамениците на оние што пред вас го трасирале патот, ги поставиле темелите. Не ви се, значи тоа само може да донесе подобри резултати и подобро зачувување, да кажеме, на традицијата. Тоа е нашиот идентитет, тоа е нашата традиција. Така. Во 58 година Нико Нестор беше првиот кој го преплива Охридското езеро и го преплива во неколку наврата, меѓутоа исто така го преплива од Свети Наум до родната Струга за 11 часа и 28 минути. Значи тоа беше неговата визија. До тогаш он беше тој беше рекордер на многу кратки стази, 50-100 метра, се занимавали со едриличарство, со ватерполо и така натаму. Меѓутоа, визијата беше да го преплива, да плива на долги стази. Значи, тогаш се оформи таа визија за маратонско пливање. Во една анегдота, кога он пливал со неговите другари што го следеле во кајчето, тука застанува еден од политичарите во тоа време и рекол што прави ова момче? 20 и нешто години имал тогаш Нико. Он рекол сакам да разговарам со него. Што сакаш да направиш? Нико рекол сакам да го препливам Ла-Манш. Си слушнал ли ти што е Ла-Манш, му рекол? Не е тоа Охридско езеро. Не е Охридско езеро. Си слушнал ли што е Ла-Манш, зачуден, меѓутоа понатаму тој ја видел истрајноста, дисциплината и волјата која имал Нико и така да тој и навистина оди понатаму го фактички Охридското езеро му служи како припрема за неговиот подвиг следната година веќе. Да се вратиме сакам на фондацијата. Формирана е во 2019 година фондација Нико Нестор. Може ли накратко да ги кажеме незините основни цели и дали визијата и сонот на Нестор денес живеат преку оваа фондација? Па тоа е идејата. Фондацијата е основана, како што рековте, 2019, меѓутоа по негова желба. Ние кога го слушавме многу пати како татко ми вика би сакал да основам фондација со поточно овие цели, ние мислевме дека е тоа малку неостварлив подвиг, но понатаму исто така по иницијатива на Channel Swimming Association, значи на Каналската пливачка асоциација во Велика Британија, која е и меѓународна асоциација, на нивна иницијатива остваривме формирање на Нико Нестор хуманитарна организација. Таа е хуманитарна организација, непрофитна организација и
Меѓународна организација, значи работи на цел свет и има цел за напредување на пливачкиот спорт, точно ги цитирам целите, и подигање на свеста на спортската култура, поддршка на ентузијазмот и негување на аматеризмот како услов за масовност на спорт. Зошто? Затоа што Нико беше исклучително дециден дека само преку аматерското пливање, значи пливањето за своето здравје, за своето здравје и за умственото здравје исто така, треба и може да се дојде до професионализам од меѓународни размери. Така. Значи преку квантитет добивате квалитет на друг начин. И самата филозофија на вашиот татко вели инсистирал на аматеризмот и на спортот како вредност, а не како бизнис. Ја почитуваме денес таа филозофија? Денеска ја почитуваме таа филозофија и морам да кажам дека јас бев изненадена затоа што пливањето како пак да се навратам и како базичен и олимписки спорт овозможува масовност. Значи во Англија имате со закон донесено е дека секое дете до 6 години мора да научи да плива. Јас го носев син ми, тој не сакаше во вода да влезе, после не можевме да го извадиме од вода. Меѓутоа, до секој дете до 6 години мора да научи да плива. И токму таа масовност, од таа масовност се раѓаат идните професионалци. Значи не можете само да гледате преку призма на пари пред да се развие таа масовност кај децата. После тоа многу од нив ќе отпаднат. Околу 2% само остануваат да продолжат со пливањето. Може да додам со следното прашање или имаме уште нешто да додадеме? Може би прекинем, да, слободно. Да кажам дека баш во овие услови кога денеска гледате и со медијата колку се стимулира бизнисот и таа призма на професионализам, токму денес е тоа многу голем предизвик да функционирате вие како хуманитарна и непрофитна организација. Меѓутоа ќе ви кажам, бев изненадена колку волонтери добивме ние кои сакат да работат. Имаме волонтер од Кембридж, наше дете македонско што заврши во Кембридж, што волонтира за нас. Имаме многу поддршка од многу луѓе кои ја сваќаат нашата порака. Така. Би сакал и на крајот интервјуто, некако многу брзо ми помина овие 20 минути, навистина имавме пријатен разговор, само да го споменем уште еднаш вашето семејство, вие пораснавте со спортот, вашиот брат активно работи со деца и млади, живее тука во Македонија, наследството на вашиот татко се пренесува на новите генерации, затоа би сакал да завршиме со една порака до младите пливачи и спортисти во Македонија и секако информација каде може да најдат повеќе информации за фондацијата и за незините активности. Да, јас би го започнала ова прашање баш со една вака гледка која ни кажуваше татко ми после неговото задно препливување, значи после Ла-Манш, он го преплива Атлантик Сити, се плива околу островот, околу 40 километри. Он како аматер оди тамо, тоа е завршна трка е, значи се гледа и времето. Тамо се појавува Херман Уилијамс, професионалец до тогаш со најдобри резултати на професионално ниво, холандски пливач. Нико го препливува околу 40 километри, има завидно подобро време од Херман Уилијамс и тука го чека голема награда од Кока-кола и Кока-кола му нуди на Нико му нуди финансиска награда. Тој децидно ја одбива финансиската награда и дециден е дека сака тие средства да одат во добротворни сверхи и да биде донирана за хуманитарни цели. Во таа смисла, сакав да кажам на кратко, сакаше да покаже дека спортот треба да се
свати како нешто што го гради карактерот, како нешто што ги гради вредностите и заедништвото на спортистите, затоа што како што брат ми еве сега и он се занимава со спорт, имаат пливачки клуб Акваспорт, им кажувал и на моите деца, никогаш пријателите од животот не можат да бидат од школата или од универзитетот, не се исти како тие стекнати во спортот. Во спортот. Поготово ватерполо, кога е некоја таква заедничка игра. игра, сигурно. Така да се информираат младите, затоа што преку нив се, тоа е пораката, преку нив се зачувува традицијата. Так. А тоа се постигнува само кога некој ќе си го гради сонот и мојата порака е пораката што беше на Нико, еве што гледаме и Евгени Попацев, ја докажа дека не треба да се откажуваш од соништата, туку треба со дисциплина уште по да одиш напред. Напред да одиш, да. Така е, така да градиме заеднички здрава нација. И сосем накусо има веб страна фундацијата, каде може да најдат повеќе детали? Има веб страна, многу е лесна за памтење, www.nikonestor.com или .co.uk. Сега е во изградба, ќе има многу повеќе, имаме Facebook, све во изградба, има Instagram, така да исто на амбасадата на Република Македонија од Англија беше има неколку информации, така да... Ние ќе ве викнеме повторно, па и вашиот брат да ни дојде во студио. Се надевам, да, со задоволство. Ви благодарам многу, јас благодарам и на колешката Лидија Чакар што ни го овозможи ова запознавање и ова интервју утрово во Македонија на Аут. Благодарам уште еднаш.